Значи, последните стихови од 15 глава ги прочитавме и во овие стихови апостол Павле ја доведува до крај дискусијата што ја води со коринтијаните или некои коринтјани кои не можат да прифатат учење за воскресение од мртвите. И видовме дека во целата таа глава, 58 стиха, Павле чекор по чекор, внимателно, малку по малку, ги учи или се обидува да ги убеди коринтијаните да ја прифатат или да поверуваат во тоа учење. Тој тоа го прави многу внимателно. Очигледно е дека таа доктрина била тешка за сваќање на кај коринтијаните и тој многу трпеливо работи со нив во оваа глава. Како учител кој ќе види дека некој математички проблем е тежок за децата, внимателно, полека, чекор по чекор, им ја објаснува задачата за да можат некако да ја сватат. Прво им кажа во првите стихови дека воскресението на Исус и воскресението од мртвите е всушност Евангелието. Тоа е добрата вест. И не само што е суштина на Евангелието, туку е историски факт, кој не можеме да го негираме. Многу сведоци го виделе Христос воскреснат, сите апостоли, 500 луѓе наеднаш, и самиот апостол кој пишува овдека, и тој го видел Христос воскреснат. И промената на неговиот живот од гонител на црквата во апостол на црквата, Христов апостол, е доказ дека Христос навистина воскреснал. Потоа им кажува колку е безсмислено се ако Христос навистина пак не воскреснал. Ако Христос не воскреснал, христијанството е лага. Да си одиме дома, да не се собираме, да не взимаме Господна трпеза. Ако Христос не воскреснал, немаме никаква вера. Нашата вера е празна. Зашто воскресението на Христос е основниот столб кој држи нашата вера. Воскресението на Исус е столбот кој држи се во христијанство, сите учења. Ако се тргна тоа, ќе се тргнат сите останати, ќе паднат сите останати учења. И потоа им објаснува на онаа цинично прашање кое веројатно било поставено е како тоа ќе воскреснат мртвите. Како може тие тела да воскреснат? Какви тела ќе воскреснеме? Павле им кажува, па погледнете околу нас. Нешто ќе умре едно тело, ќе се роди друго тело. Зрното ќе умре, ќе се роди клас. И има различни тела, вели. Има тела на земјата има различни тела, меѓу луѓе, животни, во водата има различни тела, во воздухот, на небото има различни тела. Бог дал тело соодветно на секој, на се, според потребата, според околностите. Така Бог и нас ќе ни даде тела за Божото царство. Потоа прави една аналогија со Адам и со Христос. Адам првиот, земниот, физичкиот, и Христос како последниот Адам, небесниот Адам, духовниот Адам. И како што сите ние во Адам, потомци на Адам, како Адам имаме физички тела, материјални тела, распадливи тела, така ние што сме во Христос треба да имаме и како Христос тело, да имаме нематеријално, духовно, небесно тело. И сега во последниот дел, во последните овие 9 стиха, повторува пак некои работи, довршува до крај, нели, дава некои нови аналогии, нови метафори, со кои го дообјаснува сето учење, потоа запишува една химна на славење, на прослава, на победата над смртта и на крајот, последниот стих, дава едно охрабрување. Христовото воскресение и нашето воскресение еден ден ја менува целата представа за животот. Дава вредност на се. Ништо не е залудно, ништо не е напразно, бидејќи смртта
го нема последниот збор. Тоа се оние последните заклучните стихови. А прво почнува со едно објаснително слово. Всушност не почнува, туку завршува и не кажува ништо ново. Тој пак повторува. Повторува или во неколку во овие 3-4 стиха сумира се што беше кажал до тој момент. Повторува. Повторување има многу во оваа глава. Многу споредби дава, многу паралели, многу метафори користи и постојано врти една иста теза. И очигледно Павле смета дека треба така да работи, за да ги доведе коринтијаните на крајот до вистината. Има некои работи кои се учат само со повторување. Нема друг начин. Децата имаат во училиштата многу тешки предмети и предмети кои тешко се совладуваат. Меѓутоа, мислам дека најмалку учат и најмалку совладуваат од францускиот јазик. Според образовниот систем, децата од 6 оделение мора да почнат и втор странски јазик да учат. Вториот е по избор, секогаш. Меѓутоа, во 90% од нашите училишта, францускиот е единствениот избор за втор јазик. И мора да учат француски. Ама имат мал фонд на часови. Родителите дома не може многу да помогнат, зашто малку родители знаат француски и децата многу малку учат. Јас сега, тука има неколку што завршиле средно француски јазик, и ако им дадеме некој елементарен тест да направат, верувам дека ништо нема да можат да направат. Францускиот јазик си бара многу посветеност. Ние сме свикнати на друг јазик. Ние пишуваме како што збориме како што пишуваме. Не го знам францускиот, ама знам дека таму има дифтонзи, многу трифтонзи. 3 збора дават еден глас, комбинират. И тие гласови што треба да ги испуштат децата се различни од нашите. Треба да го искриви јазикот. Имаат многу грлени согласки, нешто што ги немаме. Тоа бара многу повторување, многу вежбање. И минатата година Зигма беше 2 пати по една недела кај нас, а тој знае добро француски, и реши еднаш Андреј да го учи. И ја вика, ај сега да видиме која е твојата најнова лекција, и отвори ја, ај сега прочитај го ова, и он си го чита како што ние си читаме на македонски, и он почна сега да го учи. И ова зборче, ај сега, 5 пати, 10 пати, 20 пати повторува. Многу труд, многу повторување. И на крајот почна да изговара нешто што така можеби наликува на француски, ама тоа за еден ден траеше, после веќе отиде се. Треба вежбање. Така Павле има пред себе коринтени кои треба да прифатат учење кој воопшто не е во нивниот светоглед. Тие воопшто не може да прифатат дека материјалното тело може да воскресне. Дека овој свет во кој што живееме, зол, материјален, и кој е затвор за душата на човекот, еден ден ќе биде сето тоа воскреснато и обновено. И Павле, како многу внимателно, им повторува, постојано. Повторува еднисти работи, за на крајот да им влезе во глава тоа. Тоа што никако не може да им влезе во глава, Павле се надева дека со многуте повторувања и се разбира со Светиот Дух и така натаму, на крајот ќе поверуват. И овдека последните всушност објаснителни работи се токму тоа. Нивниот светоглед, нивното разбирање за светот го употребува како аргумент за да покаже дека навистина има воскресение од мртвите. Што им вели на крај? Она што ви го велам, браќа. Ствари, така почнува. Со други збори, ово ви го велам, браќа. Како да почнува од овде дискусијата, како да почнува нова тема. Ако сакаме буквално да ја преведем ова фраза, ќе значи, а еве тоа она што сакам да ви го кажам. Тоа досега 49 стиха имаше, пишуваше на таа тема, и сега во 50 вели, ова е тоа што сакам да ви го кажам. И
И пак имаме повторување. Тоа веќе се каже до овој момент, ама ај уште еднаш сега да ви кажам работите. Пак проблемот на коринтијаните. Тие никако не можат да прифатат воскресение. За нив се што е материјално е зло и душата на човекот живее овдека, на земјата, во затвор. И таа копне е да се ослободи од се земно и да се оди на небото. Така да се што е земно треба да се уништи. Се материјално треба да се уништи, да се претвори во пепел, да исчезне. И Павле им вели вак се на тоа. Користи две метафори. И вели, а ова ви го велам, браке, дека телото и крвта не може да го наследат Царството Божјо, нити распадливоста ја наследува нераспадливоста. Човек имаме метафора за наследство. Таа метафора е позната. Сите или имаат наследство за давање, повеќето, или пак користеле некакво наследство. И знаеме, кога некој ќе остави наследство, преку собственикот на ќе почине, и има имот, не може било кој сега да отиде да каже, јас ке си го земам тој имот. Тамо околу нас има многу викендици, некои умрели од луѓето, ама никој не смее да влезе сега да ја земе таа куќа. Си има закон, си има некој кој може да биде наследник, а тоа се нели наследниците по закон, законски наследници. Така вели и Павле. Ова тело, значи телото и крвта не се наследници на Божјото царство. Треба преобразба, треба ново тело кое ќе биде наследник. Оние што ќе добијат нови тела, оние што ќе бидат воскреснати во воскресенски тела, тие ќе го наследат Божјото царство. Треба смртното да се облече во бесмртно, распадливото во нераспадливо. Така да, овдека, всушност, апостол Павле го употреба, гледат, вели, распадливото не може да ја наследи нераспадливоста. Или телото и крвта не може да го наследат Царството Божие. Не може ова што се распаѓа да живее во нешто кое трае вечно, нераспадливо. Едноставно, ова во што сме сега не може да обстои таму. И сега, апостол Павле користи една малку друга, поинаква метафора. Слушай, гледаме дека тој користи аргументите на коринтијаните. Продолжи и вели, ова распадливо, бидејќи не може да влезе и да го наследи Божјото царство, треба да се облече во нераспадливо. И ова смртно треба да се облече во бесмртно. Зашто распадливото и смртното не може да отидат во нераспадливото и вечното, бесмртното. И користи аналогија за сооблекување и облекување. Космонаут, кој ќе напушти оваа земја, збориме за физички димензии, за физички свет. Не може космонаут, вака како што е сега, во шорцеви или во патеки, да влезе во вселенски брод, во летало и да замине во Вселената. Што ќе се случи? Ова тело не може да живее таму. Тој ќе мора да облече куп опрема, специјална облека, која ќе издржи на зрачења, на притисок, на сите остана, на температурата таму која се менува од минусни на плюс, нели, во тој безвоздушен простор, за да може да обстои, да живее. И во таа логиката што апостол Павле ја користи. Ако човек не може атмосферата да ја напушти во овие тела, без при тоа да промени нешто на себе, како може сега во оваа тело, кое е смртно и распадливо, да влезе во Божјото царство? И затоа вели треба да има преоблекување или пресоблекување. И сега коринтијаните велат, ама нема воскресение. Зошто нема воскресение? Зашто овие смртни и распадливи тела не можат да влезат во Божјото царство. И Павле им вели, па така е, точно така. Затоа треба воскресение. Токму затоа. Воскресението, им вели Павле, не е реанимација на овие тела, воскресението е преобразба. Ова распадливо
да се облече во нераспадливо. Ова смртно да се облече во бесмртно. И така да влезе во Божјото царство. Во тој нов свет кој доаѓа, треба да се облечеме со бесмртна облека. И тоа нели тој аргумент што го користи овдека. И да покаже потоа дека воскресението е всушност преобразба, потоа ќе вклучи и живи и ќе каже не сите ќе умреме, но сите ќе се преобразиме. Живите во моментот кога ќе дојде Христос нема да воскреснат. Со сите ќе се случи едно исто нешто. Преобразување. Случи преобразба. Така да Павле тука почна да користи збор преобразување наместо воскресение. И ово го нарекува мистерија. Еве, тајна ви кажувам. Сите нема да се упокоиме, нема сите да умреме, но сите ќе се измениме. Одеднаш, за еден миг на око, на последната труба, зашто ќе затруби, мртвите ќе воскреснат нераспадливо, а ние ќе се измениме. Концептот е еден и ист. Ќе настане преобразба на сите. Тоа е воскресението всушност. И овде говори за тајна или мистерија. Ако некој праша добро што ќе е тоа, како ќе е тоа, намерно Павле го вклучува зборот тајна или мистерија. Тајна или мистерион во Библијата значи нешто кое било скриено, апостолите или пророците го откриваат, меѓутоа тоа што е откриено, знаеме што ќе биде и пак не знаеме што ќе биде. Например, Јован пишува по истата тема во првото послание, 3 глава, 2 стих. Вели, возлюбени, сега сме Божи чеда. Знаеме, се откри дека сме сега Божи чеда. Но што ќе бидеме, не знаеме. Знаеме само дека, кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на Него. Тоа знаеме. Ама, што значи да бидеме слични на Него? Тоа не знаеме. Знаеме и пак не знаеме. Некои делчиња во служувалката ги имаме, меѓутоа некои делчиња не недостасуваат. Кога тој ќе дојде на последната труба, тогаш сите делчиња ќе бидат тука и ќе видиме јасно. Знаеме дека служувалката е замок, меѓутоа и гледаме дека е замок, меѓутоа фалат некои делчиња, например, вратата не можеме да ја видиме каква е. Или не можеме да видиме дел од покривот. Знаеме дека има замок, ама точно како изгледа не можеме да го видиме. И затоа за тајна зборува овдека апостол Павле. Тој може да го испрли тој збор, едноставно им каже, ви кажам, сите нема да се упокоиме, туку сите ќе се преобразиме. Така да, очигледно овдека Павле има надеж, таа се вика месијанска надеж за брзото доаѓање на Месијата. Тој очекува дека додека уште жив, ќе дојде Месијата, Христос, второто доаѓање. И очекува дека некои од коринтијаните кои го читат ова, ќе бидат живи. Се тоа вели вака, ние што сме живи, само ќе се трансформираме, ќе се преобразиме. А оние што умреле, всушност ќе воскреснат, зошто ќе воскреснат? И тие да се преобразат. Тоа е целта на воскресението, преобразување. И да, им вели, навистина, тие тела не можат да одат таму, тие се распадливи и смртни. Но тие ќе треба да воскреснат, за да се ги добијат новите тела. Ние кои сме си живи, едноставно само со нас ќе се случи некоја преобразба. Кон крајот на животот, веќе во пасторалните посланија Павле разбира дека нема толку брзо да дојде Христос, му доаѓа крајот и тогаш веќе се надева дека кога ќе умре, тогаш ќе се случи она другото. А се ќе се случи на последната труба, знакот на последната труба. Ако денес го преведеме на наш термин, ова би значило последното отчукување на стрелката на часовникот. Тоа е. Тоаш немале часовници, немало стрелки, туку имало труби. Трубата е знак
за момент, за време. И таму в Струмица живеевме на 100 метри од касарната. И имаше период 70 години, сабајле у 6 и преку ден, ама преку ден не ја слушавме, имаше повеќе бучева, но сабајле во тишината и вечер у 10 труба свиреше. Сабајле една така пожива, поигрива да ги разбуди војниците, а вечер у 10 повечерје и една труба мелодична, приспивна и си ја слушавме. Секој ден. И после 80-тите престана тоа. Не го правеа повеќе. И тоа беше последната труба. Што значи последната труба? Крај. Се запира, се замира. Последната труба овдека е израз, е идиом кој значи крај, завршува со тоа се. Веќе нема да се мери време. Завршува историјата на земјата. Тоа е всушност последното што ќе се случи со нас и што има некаква врска со земното. Земното ќе се преобрази во небесно. Безсмртното, смртното во безсмртно. Распадливото во нераспадливо. И тоа како последна труба значи крај, последна шанса, последно нешто. Нема да има други преобразби. Нема да има други процеси понатаму. Завршува. И кога им го кажува апостол Павле, тој им вели: а браке, сега ова сакам да ви го кажам, има и идеја на предупредување. Вие отврлате воскресение од мртвите, ама последната труба ќе се огласи. Тогаш веќе и да поверувате, крај. Нема можност никаква. Сега е времето да поверувате во тоа воскресение. Зашто кога ќе засвири последната труба, тоа ќе биде крајот. Оние што веруваат во Христовото воскресение и во своето заради Христос, ќе бидат преобразени и ќе влезат во новите тела во Божјото царство. Другите ќе заминат во крајната темнина. Оние што го отфрлаат тоа. И тоа е предупредувањето кое го кажува всушност. Последната труба, овдека не верувам дека ќе затруби некој. Може ќе им, може... Сега, ние имаме други технологии. Може би аларм, сирени ќе се вклучат. На времето немало вакво сирени, сега ги слушаме од рудникот, еднаш месечно тестираат и ни пуштат сирени таму горе на Скопска Црна Гора. На времето го правеа тоа често пати и во градовите. Кога имаше одбрана и заштита, сите во одбрана и заштита, не тестираа сирените, ги пуштаа пробно. Во древност имало труби. И не знам дали Бог ќе се сообрази со древност и денес со труба да го означи крајот, но тоа е идејата устаре овдека. Апостол Павле користи труба за символички да означи крај. Ќе дојде крај во кој што ќе се случи она што треба да се случи, а оние што го отфрлаат немат повеќе шанси. И тоа е предупредување. Предупредување за оние кои слушат, им се кажува и велат: има време, понатаму ќе поверувам, понатаму ќе се предадам и ќе дојде последната труба. Ама предупредување и за нас кои велиме: ама има време да им кажеме на пријатели, роднини, колеги, комши, ама засвирува последната труба. Ние сме имале со краси случаеви кога сме гледале луѓе пред нас во болест и се следниот пат, а докато дојде следниот пат, он веќе засвирала последната труба и не сме можеле да кажеме. За тоа Краси вели има еден принцип: јас веќе не чекам. Ако има можност, ќе кажам. Зашто не знаеме за кого последната труба ќе засвири. И така, ово ве го велам, браке. Внимавајте. Сватете ја вестината. Прифатете ја реалноста за вечноста. Пред да затруби последната труба. Тоа е објаснувањето што последното им го дава за воскресението. Потоа следува едно славителско слово кое што има една кратка химна на прослава на победата над смртта. Или кога ова распадливо ќе се облече во нераспадливото и она смртното во бесмртност, тогаш ќе се збидне зборот напишан: победата ја проголта смртта. Зборот е напишан, а тогаш во реалност веќе ќе се исполни
целосно. Смртта е проголтната, е изедена, е соджвакана од победата. Малку порано Павле во 26 стих смртта е нарекува последниот противник или непријател. Или оној со кого влегуваш да се бориш во ринг. Тоа е зборчето. И секој што влегол, а сите сме во рингот со смртта, секој загубил. Има многу противници, непријатели во животот, мнозина победуваме, има болести, кризи, проблеми, луѓе непријатели. Може да се пребориме, меѓутоа никој не се преборил со смртта. И затоа го нарекува и последниот непријател, последниот противник. Решаваме еден противник, друг, трет, меѓутоа кога ќе дојдеме до смртта, како последен противник, никој не успел да го победи. Знаеме многу луѓе во нас влегле, се фатиле и загубиле. И ние ги загубиме. Може би сега ни се привидува како да некои рунди добиваме. Доаѓаат тешки болести, па терапија ќе почне и ќе каже фала му на Господ, нели докторот, добро е терапијата, болеста се повлекува. Срцето го опериравме, убаво работи, артеријата опериравме, добро функционира. Тоа добиена рунда, втора, трета, ама ќе дојде на крајот, пак смртта во последната рунда ќе победи. Тоа е факт. Тоа е последниот противник која добива битката. Но Павле овдека вели не за долго. Зашто ќе дојде момент кога ќе се види веќе дека победата е проголтала смртта. Зошто? Зашто во рингот влезе еден кој ја смачка, ја згази. Буквално ја згази под нозете. Кога Христос, мртвиот, погребаниот, излезе од гробот, тоа ја победи смртта. На тоа ќе се види кога ќе се огласи последната труба, вели Павле. Тогаш, кога таа последна труба ќе се огласи, кога ние ќе се преобразиме, тогаш ќе се види дека победата на вистина ја голтна смртта. И затоа Павле овдека, нели вака, вели, слави, пее една химна. О смрт, каде ти е осилката? О смрт, каде ти е победата? Ова е поетски израз. Ова е славење. Според некои толкувања, ова била химна која ја пееле, дел од химна која ја пееле раните христијани. Смртта е силеџија, голем силеџија. Сте имале вие силеџии, може би во околината. Како деца се обично, или у школу има некој силеџија, или у малото има некој силеџија. Не сакаш да го видиш. Кога тој ќе дојде, ти се расположението го видиш. Тој доаѓа и сега ќе закачи некој, ќе удри, ќе скрши нос. Само бели праве. Силеџии. Они се такви. Смртта е силеџија. Меѓутоа, Христос дојде и го победи. Го уништи. И затоа Павле вели, смртта веќе не е силеџија. Да, и овдека тој говори за нешто многу повеќе за смрт, за еден друг отров кој што пушта смрт и кој е многу пострашен од физичката смрт. Кога ќе се огласи последната труба, ќе се види дека Христос е проголта за нас смртта. И затоа вели, кај ти е осилката на смртта. Осилката, всушност значи оно уводот кој змијата или шкорпијата каснувањето кој води до агонија и смрт. Тоа е идејата. Осилка имати пчелите и осите, меѓутоа не е тоа. И они ќе боцнат, ќе заболат, меѓутоа овде ќе има во пред страшна агонија, страшна смрт. И тоа не физичка. Која е усилката на смртта за која пишува апостол Павле? Силото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Се оваа комбинација, грев како осило кој каснува
И нешто што дава живот, тоест дејство на тој грев, на тој нешто што го полни со отров, тоа осило, е законот. И зашто всушност станува овдека збор? Зашто пишува апостол Павле? Гревот кој не исправа пред Бог, пред законот кој сме го нарушиле, пред Бог како судија за нашето нарушување на законот, за осудата и агонијата која носи таа осуда. Тоест, за вечната агонија која искусуваме во смртта. Тоа е целата идеја овдека. И затоа, и кога пее, кога целата ова строва ја запишува како една песна Павле, вели, кај е сега осилото на смртта, кој во целата вечност треба да не измачува во агонија. Го нема. Зошто? Зашто Христос ни беше даден и ја победи смртта. Знаеш, кога ние мислиме на смрт, обично, мислиме на физичката смрт. Ова не е физичка смрт. Оваа смрт за која пише апостол Павле е агонијата во вечноста. Тоа е тоа. Тоа е осилото на смртта. И нашиот проблем е што ние се плашиме многу осила, се плашиме змија да не ни влезе во дворот, се плашиме комарац да не касне, се плашиме осел и пчела да не касне, се плашиме од болест и од многу други работи, но многу малку мислиме на тоа осило. Гревот и силата на гревот која е во законот. А тоа е една агонија која во целата вечност трае. И затоа Павле користи таа слика за агонија што човек ја истрпува кога некоја змија, отровна змија, ќе го касне. Да. Тоа е агонијата што искусува човек заради се што направил пред Бог. За алчност, за славата што се ја припишувал на себе, за зависта, за лагите, за се. Последната труба ќе означи смрт со агонија за целата вечност. Но Павле слави и вели, кај ти е сега осилото. И продолжува, и тоа веќе последниот стих на таа благодарствена химна, да му благодариме на Бог, кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. Затоа смртта нема осило. Затоа нема агонија, зашто Христос ни победи, ни даде. Тој ја победи смртта и таа победа нам ни ја подари. Тој го зеде осилото на себе, на смртта, оно осило што требаше ние да го примиме. Она агонија што требаше ние да трпиме во целата вечност. Тоа ја прими. Буквално дозволи смртта да го касне и да го исфрли целиот отров во него. За ние да бидеме поштедени, да бидеме спасени. Ја знаете онаа приказна, во колата влегла оса, детето кој било со таткото се уплашило зашто било алергично, опасно да биде каснато, се сокрило под седалката и во момент таткото рекол, сега може да излезеш. Нема опасност. Како нема опасност? Дека јас ја фатив, чекав да ме касне. Осилото да го пушти во мојата рака. И сега веќе е безопасна. Осата може да лета, но е безопасна. Трнот и отровот е во мојата рака. И тоа го направи Христос. Го прими отровот, има смрт, да, ама не е опасна смрт. Нема отров за оние кои веруваат во Христос. Нема агонија во вечност. Има само победа. И последниот стих е она охрабрувачкото слово што го дава. И така, браќа мои возлюбени, бидете постојани, непоколебливи, секогаш богати во делото Господово, знаејќи дека трудот ваш пред Господ нема да биде залуден. Ако гледаме од таа перспектива на животот, се менува. Нема веќе ништо залудно. Се што се прави за Господ, а се што правиме треба за Господ да го правиме, и дури јадеме или пиеме пак за слава на Господ да го правиме, ништо не е вели залудно.
И ова комбинација на зборови, постојани, непоколебливи, секогаш богати, опишува човек кој си зацртал некоја агенда и се остварува. И ништо не може да го тргне од патот. Има така луѓе кои ќе се зацртат нешто и си го прават. Може да изгледа неуспешно, може би изгледа безсмислено, сите го обесхрабруваат, дека нема да успее, но тој си зацртал непоколеблив. Продолжува и верува дека ќе успее во тоа. И тоа е идејата овдека. Имате вие една агенда, а тоа е да го градите Божјото царство, преку верата во Христос, да работите за Него, се што правите да правите за Него, бидејќи не е безсмислено. Бидејќи смртта го нема последниот збор. Последниот збор е има победата на Христос. Може би некој работи многу, се жртвува и работи. И е посветен. И си вели, па никој не ја гледа мојата жртва. Никој не го цени тоа што го правам. Никој не ме пофалува. Никој не ме забележува. Дури може би ме критикуваат. Павле вели, ништо не е залудно. Христос гледа. Ке дојде моментот кога последната труба ќе затруби и тој ќе каже добро сторено. Напразно луѓето да не фалат овде на земјата, да се правиме пред нив, а има такви, знаат како пред луѓето да се направат многу и работливи, и духовни, и секакви, и да ја добијат славата од луѓето, ако во последната труба не чуеме Христос да ни каже добро сторено, добар и верен слуга. Влези во радоста на мојот Господар. Тоа е наважното. Бидете непоколебливи, истрајни. Стегнете се, вели Павле. Стегнете се и работете здраво за Господ. Зашто ништо не е напразно. Еден ден, кога ќе затруби последната труба, кога веќе часовниците нема да мерат време, тогаш Христос ќе каже добро сторено. Тогаш ќе дојде преобразбата, тогаш ќе влеземе и ќе бидеме како Него, зашто ќе го гледаме каков е. Ќе ги видиме сите делчиња на служувалката, кои сега не се енигма, а во чиишто отсуство многу работи ни изгледаат безсмислени. Ништо нема, вели Павле, безсмислено. Продолжете напред. Денот доаѓа. Трубата ќе се огласи. Важно е што ќе се случи со нас. Текстот ништо не кажува. Дали се случува преобразба и каква преобразба за оние што ќе завршат во темнината. Сигурно тие ќе треба да имат бесмртни и нераспадливи тела. Но бесмртни и нераспадливи тела кои ќе искусуваат во вечноста агонија. Агонијата на трнот на осилото на смртта. Оние кои се во Христос ќе бидат преобразени во нераспадливи, бесмртни тела, за да се насладуваат на Христовата слава. Затоа, браќа мои, тоа е што треба да го чуеме и од апостолот. Тоа што сака да ни го каже. Да бидеме тврди, непоколебливи и богати во она што го правиме за Господ. Амин.